Денешното утринско кафе го пиеме со личност која што секојдневно се буди со една и единствена мисија, односно да спасува да ги спасува животите на домашните милениќиња, но во некои случаи се разбира и на уличните животни. Денеска разговараме со госпоѓа Светла Дракуловска, која што 15 години работи како ветеринар. Верувам дека ќе имаме многу што да слушнеме во продолжение, со оглед на тоа дека станува збор за една навистина тешка, емоционално тешка професија, каде што секојдневно се присутни самите предизвици. Те посакаме добро утро. Добро утро и фала за поканата, Марија. На самиот почеток ќе прашам како сте денески и како ве започнал во утро. Добро се осеќам, конечно со малце сонце утринско. Бурно започнува секој утро, можам да признам. Дали можеби со кафе или пак ова е исклучок? Со кафе веќе одавна е почнат денот. Ова е на за освежување, да. Дали сте ранобудник? Тоа значи дека сте ранобудник? Не сакам да сум ранобудна, ама за жал мора да. Како изгледа еден ваш работен ден како ветеринар? Работниот ден па некаде околу 7:30 почнува со будење на децата прво. Станување, брзање за училиште, градинка и после тоа некој половина час за себе и за прошетка на куќето низ парк. И после тоа полека почнуваат работните обврски. Значи вие си имате куќенци? Мора. Да, мора си како ветеринар. Дали колку е емоционално тешко да се работи оваа професија? Прилично тешко е. Ме фрли со ова прашање во длабокото, морам да признам. Не се зборува секогаш, не се зборува отворено за емоционалната состојба на ветеринарните доктори, но е тешко. Затоа што во принцип ние ги гледаме и убавите моменти, и среќните моменти, и раѓањето на животот, гледаме и крајот на животот. Гледате секакви моменти. Тоа го носиме дома. Да. Кога за прв пат почувствувавте дека сте направиле вистинска разлика како ветеринар? Во смисла на што разлика? Во смисла на сте помогнале на некое милениче за кое што наведомо изгледало дека нема надеж. Па секој ден се случува тоа. Тоа е секојдневната дел од секојдневието на ветеринарниот доктор. Кога стануваме са вајле и тргнуваме на работа, не знаеме денот што ни носи, но со секој пациент го гледаме тоа. Дури со можеби навидум лесните случаи, доаѓајќи до еден резултат на здрав миленик, сваќаме дека сме на правиот пат. Дали можеби имате некоја емотивна приказна која што ви останала во сеќавање со некој миленик? Па сигурно се многу. Сега можеби ќе ми треба време да се замислам и за овие години во професијата имам доста и убави моменти, и тешки моменти, моменти во кои што можеби сум се двумела дали сум направила правилно решение, но на крајот на денот не бях сменила професијата никогаш. Колку време работите? 15 години. Се сеќавате на вашиот прв работен ден? Да. Како изгледаше? Беше многу брзо откако дипломирав. Јас завршив во Бугарија на Тракискиот универзитет во Стара Загора и брзо после тоа почнав да барам работа. Некаде месец-два после дипломирањето и во Софија најдов работа во една мала ветеринарна амбуланта. Отидов на интервју, на разговор со главниот доктор и сопственик на клиниката. Откако заврши разговорот, ми ги подаде клучевите за следниот ден да дојдам на работа. И првиот пациент беше еден германски овчар, кој што имаше проблеми со гастроинтестиналниот тракт и требаше да видам што се случува, да најдам причината за неговата влошена состојба. Ако не бевте ветеринар, која професија би ја избрале? Пак би избрала ветеринарен доктор да видам. Ветеринарен доктор, дали можеби медицинско лице од друга област? Никогаш. Значи ветеринар и толку нема. Од 5 годишна возраст пресеков дека ќе бидам ветеринарен доктор. Можеби црна овца во фамилија, затоа што никој никогаш немал допирна точка со медицината по никаква форма. Кој беше клучниот момент? Не знам, можеби тоа што растев со кучиња дома. Таа љубов и емпатија од мала сум ја имала кон животните и си дека децата од градинка и од оделение, другарите и подоцно исто во животот
сите избирале различни професии, менувале професии, мечтаеле за, не знам, во детството за да бидат учителки, да бидат фризерки, козметичарки. Јас секогаш сум била ветеринарен доктор и Дали често се случува вашите роднини или пријатели да ве консултираат за нивните миленичиња дома? да. Тоа е нема начин да не те консултираат пријателите и роднините, особено оние што се со домашни миленици, секогаш имаат некакви прашања, секогаш имаат некакви дилеми, дали се на прав пат со одгледувањето, со исхраната, дали кога нешто се случува здравствено со миленичето, така што тоа е може би исто како и хуманите доктори, каде што се консултира за здравствената состојба лично, така и со домашните миленици. Настрана од вашите пријатели, од вашите роднини, која е најчестата причина поради која што доаѓаат собствениците на миленичиња во овој период од годината? Во пролетниот период може би гастроинтестиналните проблеми, алергиски реакции, алергии на полен, на трева, надборешни паразити по кожата. Дали може би имате некоја препорака, некој совет до нив, дали ете со оглед на тоа дека често се јавуваат овие здравствени проблеми во пролета, дали по-често да доаѓаат на преглед кај вас? Во однос на заштитата, ако тргнеме од полесните случаи, може би за кога станува збор за заштита од надворешни паразити, малку поредовно да ги прочистуваат домашните миленици. За внатрешни паразити редовно да аплицираат препарати кои што заштитуваат од надворешни паразити и во однос на гастроинтестиналните проблеми тоа е неизбежно затоа што сепак се сезонски заболувања. Пред самиот крај ќе прашам уште едно прашање со оглед на тоа дека го фативме секој аспект од вашето секојдневие. Дали зошто би им препорачале на младите средношколци, можеби кои што се размислуваат дали да станат ветеринари, зошто да го направат токму тоа? И дали да го направат? Ветеринарната професија е една од професиите кои што најбрзо се развива во последните години. Доста динамична професија и доста разнообразна професија, така што кај нас нема еден ден со следниот ден да е ист. Не е монотонно. Доколку сакаат динамична професија, прилично тешка и емоционално и физички истоштувачка, но сепак да се на некој начин да ти исполнува, да. Ви исполнете, да. Во таков случај ќе изберат правилно. Ви благодарам за одвоеното време, навистина ми беше драго за овој утренски разговор. Благодарам за поканата.